Денеска православната црква ги празнува третиот ден од рождеството Христово Божиќ, светиот првомаченик и архидјакон Стефан и преподобните маченици Теодор и Теофан нацртани. Светиот првомаченик и архидјакон Стефан, роднина на апостолот Павле и евреин од оние евреи кои живееле по елинските области. Стефан бил прв од 7 ѓакони кои светите апостоли ги ракоположиле и ги поставиле на служба за помагање на сиромашните во Ерусалим. Затоа и бил наречен архидјакон. Со силата на својата вера, Стефан правел големи чуда помеѓу луѓето. Лошите евреи се расправале со него, но секогаш биле победувани со неговата мудрост и со силата на духот кој преку него дејствувал. Тогаш посрамените евреи, навикнати на клевети и лаги, го подбуцнале народот и народните старешини против невиниот Стефан, клеветејќи го дека му хулел на Бога и на Мојсеја. Брзо пронашле лажни сведоци кои го потврдиле тоа. Тогаш Стефан застанал пред народот и сите го виделе неговото лице како лице на ангел. Лицето му било озарено со благодатна светлина како некогаш Мојсеј кога со Бога разговарал. И Стефан ја отворил својата уста и наброил многу добри дела и Божји чуда, што Бог ги направил во минатото на израилскиот народ, како и многуте зла и противења на Бога од страна на тој народ. Посебно ги изобличил заради убиството на Христа Господа, нарекувајќи ги предавници и крвници. И додека тие крцкале со забите, Стефан погледнал и го видел небото отворено и славата Божја. И тоа што го видел, тој им го објавил на евреите. Еве ги гледам небесата отворени и синот човечки како стои од десната страна на Бога. Тогаш пакосниците го извеле надвор од градот и го убиле со камења. Помеѓу неговите мачители бил и неговиот роднина Савле, подоцна апостол Павле. Во тоа време, во далечина на некој камен стоела Пресвета Богородица со светиот Јован Богослов и го гледала мачеништвото на овој прв маченик за вистината на нејзиниот син и Бог, молејки се на Бога за Стефана. Тоа се случило 1 година по слегувањето на Светиот Дух на апостолите. Телото на Светиот Стефан тајно го зел и на својот имот го погребал Гамалил, кнез еврејски и таен христијанин. Така славно завршил овој првенец меѓу мачениците христијански и се преселил во царството на Христа Бога. Преподобните маченици Теодор и Теофан нацртани, родени браќа родум од Палестина, многу образовани во светската и во духовната мудрост, монаси во манастирот на Светиот Сава Освештен, потоа и презвитери. Многу страдале за иконите во времето на царевите Лав Ерменец, Михаил Валвос и Теофил. Безумниот Теофил со своји раце ги тепал и наредил со железо да им нацртаат на лицата подсмевливи стихови заради што се наречени нацртани. Биле фрлени во затвор во градот Апами и Витиниски. Теодор овде завршил со маки и во рани. Теофал бил ослободен во времето на Теодор и на Михаил и бил поставен од патриархот Методий за митрополит Киевски. Светиот Теодор завршил во 833 година. Овие прекрасни браќа пострадале за Христа и примиле прекрасна награда од Христа во бесмртното царство на светлината. Достойно est
Твоя.